за да може да се освојува територија во вашиот живот, без разлика која област или аспект од вашето постоење, потребно е да сватите кој е непријателот. Непријателот зема дел по дел. Како држави, кога војуваат една против друга и целта е територијата на другата држава да се освои, на сличен начин ѓаволот, односно непријателот, се обидува дел по дел од нашиот живот да го зграби и на крај да досегне до нашата душа и да не одвои од Божјата благодат. Затоа кога зборуваме за ѓавол, не треба да имате представа дека тоа се некакви митолошки приказни. Библијата јасно укажува за тоа дека постои ѓавол. Името ѓавол што значи? Сатана, во превод обвинувач. Тој беше Луцифер, архангел, поставен на главно место, менаџер, горе на Божјите работи, но беше преубав, се возгордеа во довереното и мислеше дека треба да му се укажува слава. Така тој го посака она што не требаше да го посака. Покрај гордоста го посака Божјиот трон. Во таа намера ги побунтува и другите ангели. Па така не можеше да остане веќе во Бога, во Божјото присуство, и тој заедно со останатите ангели кои што ги повлече со себе отпаднаа од Бога и од Царството Божјо. Ова е важно да го знаете, затоа што тој архангел на светлината, Луцифер, стана Сатана. Не е семоќен, но дел од тие карактеристики кои што ги имаше како едно духовно битие, се уште ги има, но не е семоќен, не е сезнен, бидејќи не е Бог. Сите останати што паднаа со него се ангели паднати, кои што се демони, лоши духови, зли духови. Во тоа нема да навлегуваме сега. Сега влегуваме во тоа како непријателот напаѓа. Значи, ѓаволот напаѓа на различен начин. Еден од тие напади е преку релациите што ги имаме со луѓето и обкружувањето со кое што се соочуваме. Односно, луѓето околу нас, пријатели, колеги, роднини и така натаму. Човекот во ненадеен момент може да се најде во друштво кое што започнува да го влече надолу, започнува да влие негативно врз него и на таков начин човекот добар и скромен да започне да ги губи своите вредности во животот и да ја губи целта на животот во своето постоење. И од едно воспитано дете со лошо друштво започнува да станува бесно, арогантно, бунтовно, своеглаво, да практикува неморални работи и различни други пороци и порочни дејствија. Тоа се случува кога во обкружувањето на човекот има токсични пријателства, штетни содржини преку медиуми, преку интернет, нездрави навики од преспивање, прејадување, нездрав начин на живот, кои што на почеток не делуваат страшни навики, не делуваат како опасни, но со нивното практикување се акумулираат малку по малку и го ставаат човекот во духовна ранливост, во позиција тој да биде ранлив и податлив на различни други нечисти влијанија. Непријателот сака и користи задоволства и нешто што ние го сакаме, и тоа го претвара во причина за да се дефокусираме од Божјиот повик. Например, сакаш да гледаш филмови, сакаш по некоја игрица да изиграш на телефон, меѓутоа немањето на умереност, навиката малку по малку, денес линијата се поместува, утре се поместува и човекот во еден момент ја губи конекцијата со реалноста, неговото секојдневие се состои во неконтролирано играње на игрици, неконтролирано гледање на филмови и така натаму. Друг пример, сакаш да се дружиш, влегуваш во друштво, но друштвото пие, пуши, практикува различни ситуации, за да те прифатат и започнуваш од шала, од малку, започнуваш да ги усвојуваш тие нешта и да стануваат дел од твојот лајфстайл, од твојот животен стил. Зошто е ова важно? Затоа што ако не сме свесни за тоа со кого ние се дружиме, многу е лесно да попаднеме под различни влијанија. Во тие влијанија од релациите со луѓето може да се случат заведувања во нечисти бизнис делки. Може да се случи да бидете подложни на лажни верувања и сугестии. Пример, ти веруваш во Бога, но човекот тврди дека
верува во Бога, но дека Исус бил во Индија, малку по малку почнуваш да го слушаш и малку по малку те посолува со други доктрини кои што потоа го инфицираат твојот систем на верување базирано на Светото Писмо и се разрушува твојата перцепција. Во таквите дружења треба да сте внимателни, бидејќи може да наведат на пороци, можат да наведат да размислувате како што претходно не сте размислувале, да речеме себично, суетно, со завист кон некого, но исто така и да отстапите од вашиот морален компас и да правите гревови кои што не личат на човек кој што е спасен и кој што е благословен. Во 1 Коринтијани 15 глава 33 стих вели: не измамувајте се, лошите друштва ги расипуваат добрите навики. Ова не значи да направиш изолација од сите, ама значи да премериш со кого си го отвараш срцето. Бидејќи кога гледаш дека одреден човек не е во Господа и го внесуваш дома, утре истиот тој човек може да направи афера со твојата сопруга. Или обратно. Ја внесуваш пријателката во својот дом, како сестра ја рачунаш, ти ги гледа децата, вие ваму со мажот, таму со мажот, ама твојата пријателка наеднаш станува она што го прави прељуба со твојот сопруг. Во практиката Библијата многу јасно укажува што има заедничко Христос со ѓаволот или светлината со мракот. Вие мора да внимавате кого допуштате до своето срце, до своите деца, до својот брачен сопружник, но и до својот дом. Затоа ви е многу важно, сами сте одговорни да си правите селекција. Чекај, според Светото Писмо, дали можам со овој да општувам и да имам единство или не? Бидејќи човек што не е спасен, е склон да биде себичен, да го отстапи својот морал и да направи проблем, спремен е да лаже, да те злоупотреби и во даден момент да те изневери. Луѓето во светот кои што не се спасени се токму така, спремни на се, но да во даден момент можат да изненадат со својот хуманистички дух, да те поддржат, да ти дадат ветер во грбот, но тоа не треба да ве залаже. Исто така мора да сте свесни дека одредени луѓе можат да влијат на вас, да ве убедат дека сте со криви уши, да ве убедат дека не сте доволно згодни и паметни. И на тој начин да влијат сугестивно на вас, да ви направат ограничувачки перцепции да наметнат врз вас и вие да заборавите кој сте во Христос. И сега вие размислете, вие сакате луѓе, сакате да се дружите, но еве, дали сте свесни кога тие луѓе ќе си заминат од вашиот дом, што ќе остане во домот? Многу треба да сте внимателни, ви кажувам и од лично искуство, бидејќи оно што ја нема Христовата наука, вели Словото, дури да не го поздравувате и да не делите со него. Затоа црквата Бог овозможил да биде семејство по вера, луѓе кои што можат да бидат искрени и посветени. Но и во црквата не значи дека се е во ред. И таму ѓаволот се обидува да ве изневери, да ве направи ранливи, затоа што токму неговата цел е да ги лови христијаните, односно спасените луѓе. Не му се толку криминалците на таргет, повеќе му се оние души што светат со Христос и што се опасно за него, бидејќи можат да го спроведат авторитетот во името на Исус против него и против неговото царство. Верувам дека довдека е јасно и дека со ова ви ја подигнав свеста за да размислувате со кого вие делите леп, бидејќи Словото предупредува за тоа. Втора точка. Ѓаволот напаѓа во умот. Со каква цел напаѓа ѓаволот во умот? Зошто напаѓа во умот? Ѓаволот го напаѓа вашиот ум со цел да ја отапе вашата совест. Совеста е дар од Бога. И тоа значи, кога имаш совест, имаш морална интуиција, преку која што знаеш нешто, дознаваш одредени работи, уште пред да го регистрираш со умот. Познато како шесто сетило во народот. Но кога зборуваме за совеста, таа оди подалеку од знаењето, од осознавањето. Пред вашиот ум да знае нешто, вашето срце
тоа го чувствува, го знае. Како да знаеш пред време што ќе се случи, како да насетуваш. Никој не ти го открива тоа, но од внатре, како внатрешно чувство, осознаваш. И таа совест е природна. Ја има секој човек. Но доколку таа не се реформира од страна на Бога и преку Божите укази од Светото Писмо, тогаш таа совест може да биде злоупотребена од ѓаволот. Ѓаволот сака да ја отапе вашата совест, а тоа се случува кога ти ќе се навикнеш да грешиш, односно, иако знаеш дека нештото е погрешно, во твоето срце знаеш дека тоа е погрешно, ти сепак го практикуваш. Се навикнуваш да го правиш она што твоето срце смета дека е погрешно. На тој начин, погрешното веќе не е погрешно. Иако совеста е од Бога дадена, може сепак совеста да биде затапена и да не работи. Многу луѓе ја развиваат својата совест и разбираат што е правилно, што е неправилно, кога поминуваат време со Бога преку Светото Писмо, кога се молат на Бога, кога поминуваат, имаат заедништво во црквата со други браќа и сестри. Пример од Библијата сакам да ви кажам Петар. На Петар му пречеше совеста, го штипеше, кога тој седнуваше да јаде со неевреите. Бидејќи тој порасна, мислејќи дека сето тоа е нечисто. А Павле му рече, во Галатјаните го пишува, дека совеста му е погрешна на Петар. Дека таа повеќе треба да се усогласи на Евангелието и со указот од Павле, Петар бил соочен за да ја синхронизира својата совест според радосната вест и Евангелието, без да прави поделби едни вака, со овие се чисто, со овие нечисто и така натаму, бидејќи сето тоа било лицемерство. Но зошто јас ова ви го кажувам, ви го читам, го споделувам? Бидејќи ѓаволот сака да ја отапе вашата совест да не работи, за потоа да може да ве заведе кон лажни учења, како што Петар беше заведен да го меша Евангелието во комбинација со законот. И затоа важно е да сватите дека ако вашата совест не работи, вие ќе верувате на секој кој што ќе ви се приближи, кој што е речит и кој што има моќ на убедување, ќе почне да влие во вашиот живот, да ве убедува во едно, па во друго, па во трето и вие да го слушате како наивни овци. Затоа е многу важно вашата совест да е ускладена со Божјото Слово и да разликувате што е правилно и што не. Во 1 Тимотеј 4 глава 1 до 3 стих вели вака: Светиот Дух јасно ни кажува дека во подоцнежните времиња некои луѓе ќе отстапат од вистинската вера. Тие ќе бидат измамени од лажливи духови, ќе се поведат по демонски учења. Нивните учители се лицемери, лажливци, чија совест е до крај затапена. Ќе проповедаат дека не треба да се стапува во брак, ќе забрануваат да се јадат одредени видови храна. Храната е од Бог создадена и христијаните, оние што целосно ја знаат вистината, можат со благодарност да ја јадат. Така е до писмото до Тимотеј. И сега ние се чудиме во ова време зошто некои луѓе се несовесни. Бидејќи несовесен човек значи да нема сочувство за никого. Нивното срце е скаменето, тврдо, бидејќи не било навреме посадено со Божјото семе, за да срцето стане меко во Божјата љубов, да може да ги разбира другите, да има сочувство. Штом тоа не се случува, човекот станува осуетен, тврд, корав и егоцентричен. Таквиот ум станува помрачен и човекот тогаш е способен да биде инструмент или маша во рацете на ѓаволот. Односно е наготов да повредува други луѓе, без да има грижа на совест или пак без да смета дека треба да даде сметка за своите погрешни постапки. Тоа може да бидат и ваши деца или ваши блиски, кои што ве повредуваат и совеста не им работи колку многу ве повредиле. Но кога такво нешто се случува и го немаат таа будност и таа совест, не е будна, туку е затапена, они мислат дека се само во право, дека ти си стално крив и веќе дури немаат разбирање за тебе, а не само за тебе, ниту за другите. Тоа значи дека сте одгледале себични, егоцентрични луѓе. Затоа од мали децата треба
да се насочуваат и да учат од Божјата наука, за да не станат суетни, егоистични созданија кои што после дури и собствените родители ги угнетуваат. Таквиот ум без совест е умот на криминалецот, умот на убиецот, умот кој што тргува со дрога, со human traffic, со човечки жртви и продажба на луѓе. И ова е многу важно да го разберете кога се поставува прашањето како можел да згази некого со кола, како можел да убие мајка, татко, како можел ова и ова. Тоа е отворен ум за ѓаволот, тоа е инструмент кој што ѓаволот го користи за да изврши злодела. И затоа треба да се внимава, да се има психичко здравје, кое што пред се доаѓа со познанието на Божјата наука, на Божјото Слово. Божјото Слово го просветлува умот. Кога сте во Бога и кога ќе се случи нешто да ви тежи на совеста, како грижа на совест да имате заради нешто што сте го сториле, а не било добро, она што е важно да сватите дека Бог е поголем од вашата совест и може да ја исчисти од мртви дела преку Исусовата крв. За вас, христијаните, е важно да запишете 1 Јованово 3 глава 20 и 21 стих, па и кога нашата совест не обвинува, да не заборавиме дека Бог е над нашата совест и дека тој знае се. Драги мои, кога имаме чиста совест, можеме да пристапиме пред Бог со увереност. Значи, ѓаволот ја напаѓа вашата совест, бидејќи кога совеста ви е опоганета, да не можете да се приближите кон Бога со увереност. Пристапувате неуверени, а кога сте неуверени, несигурни, не можете да ја спроведувате Божјата сила против злото. И затоа целта му е совеста да ви ја опогани и потоа несигурни не можете да пристапите. Затоа и стихот е важен. Ѓаволот напаѓа со гордост, вие тоа не го чувствувате, меѓутоа како лажно издигнување на твоето его. Целта му е да те направи самобендисан, нарцисоиден. Но тоа ти нема да го дозволиш одма. Од внатре ќе почне да расте како квас, како тесто, како паун во даден момент. Меѓутоа нема така да си го признаеш јас сум нарцис или сум самобендисан. Не. Тоа се открива со еден друг симптом, кој што се вика самоправедност. Во Евангелие по Лука, 18 глава, 9 до 14 стих вели вака. А на некои кои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Ова важи и за вас. Некои што од вас мислат дека се супер праведни. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цариник. Знаете, фарисеите служеа во храмот, им беше доверен законот, беа главни, и цариник, знаете, цариник што се занимава, фарисејот застана и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам, што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прељубници или како овој цариник. Постам 2 пати во седмицата и давам 10 од се што придобивам. А цариникот стоеше далеку и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Ви велам, зборува Исус, овој се врати дома повеќе оправдан, отколку оној зашто секој кој се возвишува себе си, ќе биде понижен, а кој се понизува себе си, ќе биде возвишен. Амин. Ова значи, кога ти си самоправеден, тогаш го земаш Бог како свој придружник во твојот живот. И ова е многу важно да го сватите. Го земаш како да ти е другарче. И јас и Господ едно сме. И јас како што правам, јас сум чесен. Јас сум чесната. Дамка немам. И ова сум го слушнал и јас, и Јане, и некој од вас од устата на верници. Јас никогаш. Ау! Сето тоа е сигурност во себе. Сето тоа е гордост, самобендисаност, која што највеќе се открива преку само праведност. Кога ти си само праведен, третманот твој кон Бога е како он да ти е придружник и ти го влечеш за рака. Но кога ти знаеш дека само Бог е праведен и свет и дека ти пред Него не можеш да се оправдаш и зависиш од Неговата милост,
тогаш си понизен и гледаш кон Бога со авторитет, гледајки го како свој родител, но и судија, ама и пријател. Така да во позицијата на понизност гледаш кон Бога како кон спасител. Кога ти имаш самоправедност, не гледаш кон Бога како да ти треба спасител. Туку ти гледаш кон Бога како на придружник и себе си се осеќаш доволен и за праведност, и за спасение, како ти да тоа си го заработил. Ова е важно да го сватите, бидејќи еве и минатата недела имавме ситуација, некој може да е окривен, не сакајки или со одредена цел, меѓутоа знаете како, кога ќе се гребне вака на површината, ќе провериш дали златото е злато или пак се работи за позлата на едно рѓосано железо од оздола. И затоа неретко имаме во црквата духовни провокации, ако можам така да кажам, кога нешто ќе те стисне, а особено некое слово или некое однесување преку пасторот. И точно тогаш што ќе излезе од оздола, кога ќе се изгребе површината? Суета и самоправедност или понизност и кроткост, чекајќи Бог да те избави, да те издигне и да се види дека ти си праведен. Затоа е важно, дури и некој да ви сгреши, не брзете да ја докажете и да ја барате својата правда. Почекајте и вежбајте понизност. Кога ти тоа не можеш да го практикуваш, кога не можеш да се воздржиш, иако си во право, си во криво. Зошто? Затоа што практикуваш само праведност. Односно, горд човек, кој што може да има религиозен изглед, имидж. Ако останеш во самоправедност, лесно ќе влегуваш во улога на судија. Улога на судија значи ти делам црвен картон, види ја вошла, види го багабонд, овој чистач, не се дружам со него. Ова е измеќарка проста. Овој многу зна, горда е, бам црвен картон на сите. Види какви ногти направила срамота. Жена домаќинка со ногти црвени до колена. Никаква. Тоа го правиш само кога ти си имаш самоправедност во себе и несвесно егото те претвара во судија, па делиш црвени картончиња на еден, на друг, на трет, бидејќи мислиш дека си подобар од другите. Тоа значи во превод, вие имате проблем, не јас. Исто така, кога си во самоправедност, применуваш светска дипломатија. Многу често тоа значи практика на лицемерие и компромисност, односно превртлив човек кој игра двојни улоги во својот живот. И со вас сум, и со другите сум. Во моментот со вас сум, така е брате. Со другите, така е сестро. И тоа се тие двојни улоги, односно лицемерие. Тоа го прави човек кој што не сака да си признае дека е самодоволен, самоправеден, паун, горд човек кој што живее во својата самоправедност. Ова е важно да го знаете, бидејќи вашата совест може да биде затапена кога сте многу самоправедни и тогаш ќе завршите каде што не треба, но еве ова слово што го споделуваме е за корекција, за охрабрување и за увид, да видиме кај сме, што сме. И ова слово ако те доведе до преиспитување, па и жалост, па и покаяние, тогаш Бог ќе те избави од се нешто. Ама ако ти си свиркаш, не важи ова што пасторот го кажа за мене, важи за друг, тогаш си на опасен терен. Токму заради овој проблем луѓето напуштаат црква, судат пастори, озборуваат служители, даваат етикети за други служители, овој служител се прави филмска звезда, оној служител сака да има контрола, дух на Јазавела оперира во него и многу лесно навредуваат без да имаат кочница и умереност да преиспитаат, чекај, од која позиција јас ова го кажувам. Ова е важно бидејќи твоите постапки и твојата ревност за Бога не значи дека си праведен и дека си во правилен однос со Бога. Ова го пишува во Римјаните 10 глава, 2 и 3 стих, вели: знам дека тие се многу ревностни за Бог, но таа нивна ревност не произлегува од правилно разбирање. Тие не го знаат начинот на кој Бог им подарува праведност на луѓето,
сакаат да се здобијат со собствена праведност преку придржување кон Мојсеевиот закон, наместо да ја прифатат Божјата праведност. Амин. И затоа, ако поминувате низ такви некои ситуации, не заборавајте да се понизите и да предадете се во Божји раце, а Бог е тој што ќе им открие и на тие што те обвиниле, и на тие што неправилно те разбрале, и им открие Господ во нивното срце, дека може би изгрешиле во односот и перцепцијата за тебе. Тоа уште еднаш потврдува дека ние не сме сами, туку треба да му дозволиме Бог да не води. Но ти кога не веруваш дека Бог те води, дека е со тебе, ја превземаш силата во твоите раце и прв си на фронтот, кој што се бори да докаже дека е прав човек и дека му вршат неправда. И јас ова го научив на свој начин во своето животно искуство, бидејќи не ми се ни отвараше можност да го кажам своето мислење, кога одредени луѓе зборуваа се и се што за мене, денеска го прават тоа. Немаше начин да кажам. И кога видов дека и обидот да кажам е погрешно сватен, сватив Господе, го предавам ова во твоите раце. Ти знаеш се. Во тебе е правдата, одмаздата. Ти, Господе, управувај со сите нас. Толку. Запишете си наредна точка. Ѓаволот сака да те обвинува, да те прави сомничав, несигурен и постојано да се двоумиш за се нешто во животот. А посебно да ти наметнува сомнеш во однос на твојот однос со Бога, дека Бог не те сака, дека не си праведен преку Христос, дека постојано паѓаш и грешиш и дека си непоправлив. Тоа ѓаволот сака да го постигне во вас. Дали му го дозволувате вие? Дали некој од вас постојано се бори со несигурност? Или пак да речеме те прави постојано да се двоумиш? Ме сака, не ме сака. Да одам на работа, да не одам. Да ја прифатам работава, да не ја прифат. Да земам, да не земам. Да направам, да не направам. Да седам, да одам. Го имате ли тоа двоумење? Го имате, така е. А дали ви наметнува сомнеш во однос на вашиот личен однос со Бога? Гледаш, Господ те заборави. Ете, не го слушаш Божиот глас како што го слуша пасторот твој и некои други луѓе. Не си сонувал, ниту една визија немаш ништо знак од небото. Кој сонови, кој пророкува, кој ова, ти шо правиш, ништо. Ви вика така? Знам. Често пати ќе ти вика, ете, гледаш пак сгреш, ете, пак заборави и го оставиш поретот, ете, пак болерот, ете, гледаш само за трошок да правиш. Се што ќе фатиш се расипува, непоправлив си. И тоа ќе делува како ти сам да си го зборуваш на себе. Моризорице, гледаш ли? Гледаш ли? И ти вака од внатре си викаш, ако си сама, ќе си шепкаш, видели Мори, видели? Пак ја утна рамота. У ствари не си ти. Кога ѓаволот ти шепка во умот, ти шепка во прво лице, за да мислиш дека ти си зборуваш сам на себе. Таква мисла ти проткајува во умот. И ти вика, не те сака маш, ти гледаш, грда си, грда, остаре. Ајде нашминкај се да изгледаш на човек, да заличиш. И се црвиш, се правиш, демек фасада ставаш, ама со фасада или без фасада, убавината доаѓа од внатре, не од кармините. Така да ѓаволот може да те сее вамте, танте, ако му дозволиш, тој ќе си прави со тебе циркус. И не смееш тоа да го дозволиш. Затоа треба да си уверен каков е Бог, каков е неговиот карактер, неговото срце, и треба да поминуваш повеќе време во Свето писмо, во молитва со него, бидејќи кога сте спасени, вие сите сте спасени што верувате во Христос. Кога сте спасени, вашето срце веќе е променето, трансформирано. И веќе не си себичен, не си егоцентричен како претходно. Не мислиш само за себе, туку се грижиш и за другите. И овозможуваш на другите да им е убаво околу тебе. Им се радуваш на другите луѓе, се радуваш кога ти одат напред, убаво ти е кога успеваат. Но, кога ти грешиш, кога практикуваш греф, ѓаволот ја користи приликата да те обвинува во совеста и да те доведе до тага, внатрешна тага, жалост, ама не жалост кон покајување, туку кон само пресуда, како што Јуда што го предаде Исус, си пресуди сам на себе со тоа што се обеси. Доколку ѓаволот не успее во твојата срж да те обвини, да те срозе до долу, до страдање и до самопресуда,
тогаш тој ќе сака да ти ја отапе совеста и да те направи да уживаш во гревот. Зошто е важно да истакнеме за грешењето? Кога ти грешиш, го натажуваш Бога. Бидејќи со гревот, се повредуваш себе си, се труеш со отров и на тој начин допушташ на ѓаволот да има влез во твојот живот и да влезе исто така и во твојот ум и во твоето тело. Тоа не значи дека тебе Бог те отфрла и дека Бог тебе саќе те казни. Тој само се натажува како родител кој што тагува гледајќи го своето дете како се предозирало со дрога. Ниту еден родител не е среќен кога неговото дете плаче, се труе со дрога или прави некои автодеструктивни действија. Така и Бог. Ти го покажува патот по кој што треба да одиш со Христос, преку Христос, со силата на Светиот Дух, по примерот на Исус, но ти не го правиш тоа. Практикувајќи грев, ти инфузираш во себе отров, кој што го труе и твоето срце, и твојот ум, и твоето тело, и твојата душа. И ти сам на себе си правиш лошо, бавен, самоубивачки процес. И Бог среќен ли може да биде? Не. Он е твојот родител што те сака, дури што си го даде Исус заради тебе. И не може Бог да е среќен со твоите постапки и да те благословува и да ти вика: а та, керко, оди напред, керко, или синко. Те благословувам, другирај се ти, мила, јас те благословувам, а ти сум вечно добар. Така ли го замислуваме Бога? Врши прелюба, синко, јас ќе те благословувам, а ти сум благодатен Бог, со благодат. Така ли прави Господ? Не. Бог е совршен родител, кој што многу не сака, но не е радосен и задоволен кога ние се само повредуваме, а тоа го правиме кога свесно практикуваме грев и ни е удобно во гревот. Не велиме стоп, не велиме чекај, не велиме со одлучност доста беше. Туку наоѓаме изговори: епа уморен бев, епа сам сум, епа немам жена, епа немам маж, епа ова, епа она. Тоа е пак залажување на себе си, суетно действување и самоправедно действување. Затоа е важно да сватите дека Бог не ве отфрла, но со гревот што се врши, ти сам се отргнуваш од Бога и отвараш врата за да бидеш ранлив и нападнат од непријателот, односно од ѓаволот. Одам степ бај степ, чекор по чекор, за да дојдеме до една точка, која што е важна. И затоа вие треба да имате на свесност да си прегледаш ова што го слушна и да си направиш една анализа. Чекај, јас со кого се дружам? Чекај, каква е мојата совест? Чекај, каков е мојот статус? Самоправеден ли сум или понизен сум? Значи да се преиспитате. Ова е да се преиспиташ. Запишете си под нова точка: ѓаволот напаѓа со инсталација на погрешни мисли, замисли или представи и погрешни верувања. Ајде да отвори некој 1 Петрово, 1 глава, 13 стих. Поради тоа, возљубени, припашете ги колковите на умот свој, бидете бодри и имајте целасна надеж дека ќе ви се принесе благодатта при јавувањето на Исус Христос. Колковите на умот ваш. Колкови. Ајде друг превод сега. Затоа впрегнете го својот ум, размислувајте трезвено, сета своја надеж положете ја во благонаклонноста што ќе ви биде дадена кога ќе се врати Исус Христос. Секогаш кога читате, барате од повеќе преводи, за да правилно разберете. Затоа препашете ги бедрата на вашиот ум. Момент, повтори. Затоа препашете ги бедрата на вашиот ум. Што да препашаме? Бедрата на нашиот ум. Што е бедро? Колкови. Што да стегнеме? Колковите на нашиот ум. Потоа што велим? Бидете трезвени. Добро. Имајте полна надеж во благодатта, која ќе ви биде донесена при откровението на Исуса Христа. Значи да бидеме трезвени. Како ќе ги препашиме бедрата наши на нашиот ум? Со тоа што ќе бидеме трезвени, со полна надеж во благодата, што ќе биде донесена при откровението на Исус Христос. Амин. Ако бедрата се репродуктивниот дел од човековото тело, бедра, колкови, знаете, што има во тој предел? Репродуктивните органи, така? Тогаш што се колкови на умот или бедра на умот?
Тоа е грчкиот збор дианоја, што значи имагинација, односно значи она што го замислуваш, одредуваш што ќе зачне, што ќе се развие и појави во твојот живот. Затоа предупредувањето е од тој тип. И затоа мора да имате поука за вашиот ум, односно за тоа какви замисли имате во вашиот ум. Евреите знаеле дека кога се зборува за бедрата, се мисли за репродуктивниот систем на човекот, соодветно бедрата на умот, или дианоја имагинација, значи место за репродукција. Така да дианоја во овој случај во умот значи место за репродукција. Односно, со што ќе ти зачне умот, тоа ќе се манифестира, тоа што ќе го проектираш, замислиш ментално, всушност ќе има тенденција да се реализира и во реалноста. Ова значи дека ти треба да ги заштитиш бедрата на твојот ум или дианојата, односно способноста да имагинираш, да замислуваш, ти тоа треба да го заштитиш и да биде тоа отворено само за да се пројават Божите планови и Божите замисли, не за проекција на ѓаволски и сатански сценарија. Ако во животот сте поминале трауми, разводи, различни проблеми и ситуации, многу е веројатно да започнете внатрешно во умот да гледате ментални слики кои што се негативни во однос на вашиот живот, во однос на вашето дете, во однос на вашата иднина, но ако умот го посветите на Бога и ако почнете да ги всадувате Божите зборови внатре во вашиот ум како семе, тоа ќе започне еден процес на преобразба со обновување на вашиот ум и сето тоа ќе се промени. Нема да се стигне до умоболие, туку до преобразба на умот и просветлување, слава на Бога. Не случајно апостолот Павле повикува на преобразба во Римјаните 12 глава 2 стих, вели: немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Кога умот ти е преобразен, обновен, тогаш можеш да ја разбереш која е добрата, угодна и совршена Божја волја за тебе, за твојата иднина, за твоето дете, за твоето семејство, за работата твоја и така натаму. Сега многу христијани имаат проблем со демони. Иако се новородени, сепак христијаните кои што немаат преобразба на умот, имаат инфицирана имагинација. Процесот на замислување во нивниот ум е компрометиран, инфициран со злоба, со сатански идеи кои што ги доведуваат во состојба да немаат контрола врз својот ум и своите мисли и започнуваат постојано да гледаат лоши сценарија за себе си, за својот брак, за својот живот. Тие се на некој начин силовани. Нивниот ум е злоставуван. Вашиот ум може да биде злоставуван или силуван од страна на демоните, како што сексуално може да биде злоставувана или силована некоја жена. Кога се случува такво силовање, демоните фрлаат демонско сатанско семе, како што еден силувач го прави тоа кај жртвата. Така и демоните кога го напаѓаат умот, штом проектираат нечисти мисли, штом веќе губите контрола, они фрлаат од нивното сатанско семе во вашиот ум. И што се случува? Од тука почнува зачеток на злобни идеи, на расипани помисли, одненадеж започнувате да завидувате, а не сте биле такви, започнувате да сте во револт, да премерувате, да се споредувате со овој, со оној, започнува омраза, да се појавува горчина, но сето тоа што и да се појавува без разлика дали е мисла, дали е чувство, дали е идеја или расипана слика за себе си, за другите, тоа мора да биде абортирано. Една сестра пред скоро време ми пишуваше пораки. Сите околу тебе, пасторе, се покварени, сите се злобници, сите се лицемерни, вакви се, такви се, ги нареди сите. И велам, чекај, ти кога го изгуби твојот син, овие личности тебе те бараа и ти подадоа рака и утеха да те утешат. А ти сега кажуваш за нив дека се најрасипани, покварени и слично. Зошто го гледаш тоа кај луѓето, што не е вистина? Откаде ти овој список со забелешки го имаш за нив, а не си седнала на кафе со нив, само по телефон, дури ги избегнуваш кога они те бараат? Немаше одговор. И реков, ако ова не го промениш во себе,
Ако не го абортираш овој начин на размислување и перцепција, опасно е. И таа жена отпадна од црквата. Заради тоа што дозволи кривата перцепција што ја наметна ѓаволот, чувството на самоправедност да биде податлива на лажно учење преку кое беше инфицирана, заведена и однесена. Ви го кажувам како практичен пример за да сватите зошто не треба да се толерира. Кога ќе се случи нешто, веднаш да имате аларм. Ако јас имам нечиста мисла за некого, зошто ја имам? Од каде доаѓа кога Исус ме повикува во љубов да ги гледам сите? Па дури кога некој ќе сгреши, ќе направи некој проблем, треба да се трпиме еден со друг, а не да делиме црвени картони и да кажуваме Господ ми кажа ваквов е, Господ ми шепна оваков е, ваква слабост има. Чекај малку, истиот тој Господ, ако е Исус, да, ќе ти ја каже вистината за да видиш што е лажно, но ќе ти даде љубов со тоа за да можеш да го толерираш братот и сестрата во неговата слабост. И истиот ќе ти даде и Божја мудрост за да пристапиш на братот и сестрата и да му кажеш како да се поправи, а не да го откинеш и да му пресудиш. Значи, тоа семе што ѓаволот го фрла во вашиот ум и сака да ве зачне со нечисти замисли, да ве забремени со демонски мисли, што треба да ги носите цел живот како товар, треба да се абортира. Јован, Евангелие по Јован 15 глава 3 стих, Исус вели: вие сте веќе чисти преку словото што сум ви го проповедал. Така Исус им вели на учениците. Словото што Исус го кажува, и затоа велам да се чита Свето писмо, тоа е најсилната контрацепција против семето сатанско. Тоа е средството и за абортус, доколку веќе се појавиле одвратни зачнувања во вашиот ум, кои што се со демонско семе. Тие сакаат да ја променат сликата за Бога, да имате крива слика и за Бога, и за себе си, и за животот. Не смеете тоа да го дозволите. Сега човекот, верник или неверник, кој не е свесен за победата на Исус, многу често се случува да има поразен ум, бидејќи ѓаволот и демоните создаваат во неговиот ум тврдини од идеи, од мисли, од концепти и животни филозофии. Значи, тоа се тврдини од ментални програми изградени со различни животни филозофии, концепти, идеи, мисли, и тоа се случува преку инсталација на погрешни учења, ограничувачки верувања, односно верувања што се автодеструктивни, да веруваш контрапродуктивно за себе си. Тука спаѓаат и празноверија, суеверија, предрасуди и така натаму. Овие нешто треба да се детектираат во самите вас, да се детектирате. И потоа да може да се соборат, да се разрушат, да се заменат со Божји слова, односно со Божји мисли. Така да секоја мисла која што се појавува во вас и е наспроти Бога, треба да биде поразена. Секоја мисла треба да се натера да биде послушна на Христос и тоа е целта при војувањето на оваа територија што ја викаме ум. Во 2 Коринтијани 10 глава 3 до 5 стих вели: ние сме од крв и месо, ама не војуваме со телесни световни методи. Не сме вооружени со човечки оружја, туку со моќните Божји оружја. Со нив ги уриваме сатанските упоришта и ги соборуваме сите зли мудрувања и се друго што ги попречува луѓето да го запознаат Бога. Ја поразуваме секоја бунтовна човечка мисла и ја учиме да му биде послушна на Христос. Амин. Ова значи дека ние сме наоружани со тие моќни Божји оружја за да ги срушиме тие сатански тврдини, упоришта или ментални замоци кои што се креираат како ставови, како мислења, како различни верувања што не се продуктивни и конструктивни. Ова многу често можете да го сретнете како крепости во умот, тврдини или упоришта во умот, кои што се упоришта од зли мудрувања, лоши филозофии, кои што не им дозволуваат на луѓето да го запознаат Бога. Ако имаше Бог, вака и вака немаше да биде. Разбирате, тоа е став кој што е базиран на одредени концепти што во нив се утврдиле како реални. И тие се спротивни на Божјото Слово.
Значи, умот е местото што непријателот најчесто го напаѓа, затоа треба да си свесен каков тип на мисли имаш, какви сугестии, замисли примаш, какви представи имаш и влегуваат во твојот ум, што се проектира во твојот ум. И затоа почнав и со дружбата со лошите друштва. Ти да немаш лоши мисли, ако се дружиш со луѓе што сакаат да ограбат банка, и ти ќе имаш идејата да им се придружиш за банката да се украде, да се ограби. Допуштањето на секакви информации во вашиот ум всушност представува допинг или демонски мисли навлегуваат, рушат тоа што е добро и се формираат поинакви представи кои што после се разорни за вас, за вашиот организам, за вашиот ум, за вашиот живот. Тие места, тие тврдини се упоришта кои што имаат и нешто што ги брани. И позади такво упориште постои секогаш демон кој што го брани изградениот терен во вас. Му велам, ама штетно е пушењето. Одговорот, знам, ама не е добро пушењето. Што Господ ќе ми се налути од една цигара запалив. Не, нема да ти се налути. Ама ти пошто се браниш, очигледно си многу пристрастен кон цигарите. Не сум кога сакам можам да ги оставам. Ај остави ги. Јас кога ќе сакам да? Пробај остави ги. Не можам. Зошто не можеш? Не можам. Зошто не можеш? Бидејќи си роб на тоа што те владее. А најчесто во позадина тоа се демони. Не велам сега за општо како цигари, не дека е најстрашниот порок. Ама денес е цигара, утре е джоинт, потоа веќе е кока. Денес е паштета аргета, ја крадеш од супермаркетот. Утре е бут. И третиот пат веќе е касата, дај ваму касата парите. Секој пат малку по малку вие отварате врата и некој друг влегува во умот ваш и сака да ве направи, да ве така речи хипнотизира со своите идеи и да ве направи марионета, односно кукла на конци и онда ја има контролата врз вас. Затоа кога непријателот напаѓа, а ти не се браниш, тоа е како некој насилник кој што доаѓа врз млада девица, таа не се брани, присилена е да се покори и тој чин го се овозможува и таа е обесчестена. Вие сте спасени и вие го имате Христовиот ум. Затоа не дозволувате на непријателот да го обесчестува вашиот ум со порнографски содржини, со идеи за коцкање, со желби за многу пари, бидејќи љубовта кон парите е коренот на сите зла. Не дозволувајте умот да ви биде обесчестен со секакви одвратни идеи или новини кои што ги слушате на интернет или на вести и ви креираат Хичкок сценарија дека може да ве снајдат вас или некој член од вашето семејство. Бидете внимателни во однос на тоа што примате, што гледате, што слушате, бидејќи ако гледате нешто толку импресионирачко на телевизија, кога ќе си легнете, ќе го сонувате. А кога веќе сонувате еден сон, уште еден сон, веќе вие и во вашата подсвест имате отворена врата за непријателот да ровари. Многу пати кога се случува таков напад на умот, се случува проблем кој што може да се манифестира со епилепсија или падавица, со мигренозни проблеми, со хипертензија, со психички заболувања, панични напади и различни други анксиозности и фобии. Една девица што е силована, дали ќе го задржи бебето од силувачот, ќе се гнаси, ќе гледа одвратно со сето тоа. Така да вие треба да сте свесни кога ги задржувате светските и демонските мисли и размислувате на нив, тоа е како вие сте го примиле тоа демонско семе во вашиот ум, сте забремениле со истото, сте станале интимни со тоа што ви е нафрлено и станувате жртви одгледувајќи го копилето што се раѓа во вашиот ум. Тоа ќе се развие во чудовиште, во кошмар, во одвратна мисла, кое што ќе ве демне, ќе ве ограничува, ќе ви создаде фобија, нема да ви овозможи да патувате, нема да ви овозможи да имате слобода во духот, ќе ве кочи, ќе имате можеби предрасуди, можеби ќе бидете цинични. Зависи тоа во што ќе се пројави. И така, многу пати позади негативните карактеристики на нечи карактер во одредена личност стојат демонски формации кои што се случиле со невнимавање и зачнување со нечисто демонско семе. Запишете си наредна точка. Ѓаволот напаѓа преку физички болки и болести.
Значи, многу болести, ако фатите да читате книги, зошто се случиле, од каде дошле, нивната етиологија е непозната. Особено за некои невролошки заболувања, автоимуни заболувања, некои од вас се лекари и тоа добро го знаете. Соодветно таквите заболувања кои што се создаваат и кои што се пројавуваат, многу често предизвикуваат страдање, бавно страдање, а крајната цел е угнетување на човекот и убивање на неговиот живот. Ова ви го кажувам, но треба да сте свесни дека многу христијани не се спротивставуваат на ѓаволот кога ги напаѓа со ваков проблем, кога се соочуваат со болести или со болки. Зошто не се спротивставуваат? Бидејќи мислат дека нормална појава се болестите. Исто така не разбираат дека болестите се методи на демонски напади. Но исто така многу христијани не знаат како да се спротивстават. Чекаат некој друг тоа да го направи. И третиот фактор зошто некои луѓе не се спротивставуваат на овие демонски напади со болки и болести е заради тоа што мислат и веруваат дека тие се одлика на Божја казна. И кажуваат, Господ ме казни со овој инфаркт. Не те казнува Господ, бидејќи болестите не идат од Господ. Доказ, Дела апостолови 10 глава 38 стих, вели вака, го знаете Исуса од Назарет како Бог го помаза со Светиот Дух и со сила, кој помина правејќи добрини и оздравувајќи ги сите, кој ѓаволот ги измачуваше, зашто Бог беше со него. Исус ја покажа Божјата татковата волја за сите нас. Тој дојде да ги разруши делата на ѓаволот, кој што беше уништување на луѓето. Овдека јасно кажува дека Исус правел добрини оздравувајќи ги сите кои ѓаволот ги измачуваше. Не Бог, туку ѓаволот ги измачуваше. И сите што пристапија кон Исус, Исус ги оздравуваше. Зошто? Зашто Бог беше со него. Ова е указ дека болестите не доаѓаат од Бога. Исус ги оздравуваше сите што му се обратија. И исто така е многу важно да сватите дека болестите не се пат за духовно усовршување. Некои велат, реумава Господ ми ја даде за духовно да се усовршувам, да останам во понизност. Абсурд. Бог не соработува со ѓаволот за да наметнува болести и не му треба духовен инструментариум со патња и страдание за со цел вас да ве усоврши. Вашето усовршување не зависи од вашето животно искуство. Вашето духовно усовршување зависи од вашата зависност од Бога, соработката и отвореноста со Светиот Дух, кој што има за задача да не преобразува и да имаме се посличен Христов карактер. Амин. Нашето комплетно усовршување во духот е завршено преку Исусовото дело на крстот. Додека процесот на усовршување во нашиот карактер, во душата и во нашето тело, ни помага во тоа Светиот Дух. Не нашето животно искуство не усовршува. Никако. Додека ова, точно ова, спротивното од ова го веруваат во одредени христијански деноминации, што де факто ги прави кошница на лажни учења. Болеста не е метод за понизување. Бог се противи на горделивите, а на понизните ја излева својата благодат. Но не значи дека казнува со болест. Иначе зошто ќе го казнеше Исус? Исус дојде за да ја зеде сета казна врз себе си. Сета казна за тебе, за мене, за тоа што си го прибрал од твоите предци како наследни гревови или проклетства. Исус стана проклетство за нас на крстот, за ние преку него да станеме благословени. Исус стана беден за ние да сме обогатени. Он немаше грев, стана грев за нас, за ние преку него да станеме Божја праведност. Исус е тој кој што ја зеде сета казна за нас да не ослободи од сето тоа казнување. Он го плати тоа со својот живот, со жртвувањето на своето тело и со пролевањето на својата крв. Соодветно, нема за тебе казна ако си во Христос. Римјани 8 глава 1 стих вели, нема осудување за оние кои што се во Христос Исус. Амин. Значи, убаво е да се помага на луѓето и да се спроведува Божјата волја. Но луѓето не разбираат
дека се многу пати угнетени од демони и не бараат помош за да бидат ослободени од тие демони, и кога не веруваат во Исус и во неговото учење, во неговата сила, многу често го негираат неговото дело, кое што беше да го разрушува делото на сатаната, на ѓаволот. Оние дела што ѓаволот ги вршеше со заблуда, со гревови, да ги покорува под закон, под робство на грев и така натаму, Исус дојде да ги разруши делата на ѓаволот, но тие не го осознаваат тоа дека Исус веќе го порази сатаната, односно ѓаволот, и не се отворени да ја искусат победата што Исус ја изврши за сите нас со своето умирање и со воскреснувањето. Така да иако се верници, тие се во духовна летаргија и многу често ги толерираат симптомите и болестите. Што треба да се направи? Запишете си под 1. Не почнувај диалог со ѓаволот или со демоните што те напаѓаат. Многу често имате внатрешни разговори и мислите дека тие разговори се со самите себе си, но многу често вршите диалог со демонот што не се појавува со рогови и со опашка. Затоа мојот совет и Библијата јасно укажува од практиката: не разговарај ментално, не се загледувај во сликите што се деструктивни и те се проектираат во твојот ум како ментални слики на хорор, на собраќајки, на болести, на умирачки. Не го прашувај ништо, ниту ѓаволот, ниту демонот што и да ти се прикажува. Бидејќи во Битие 3 глава, змијата, се сеќавате змијата, дека беше во позиција да разговара со Ева во рајската градина, се оствари диалог. Разговарајќи со него, беше наведена, погледот и беше свртен да види дека е привлечно за очите тој плод. Па фати скина, односно направи спротивно од указот на Бог дека не треба да јадат од тоа дрво. Се најаде таа, па му даде и на мажот. Зошто е ова важно што го прочитавме? Кога имаш диалог со непријателот, треба да знаеш дека непријателот или ѓаволот е татко на лагите. И тој измислува лаги, те тера да го слушаш, те храни, така речи, со информации за некаква духовна сфера, задгробен живот, со мистерии, дури и со информации дека Исус не е Божји син, или пак дека гревот што го вршиш па и не е толку страшен, дека е нормален, затоа што сите грешат, дека Бог е добар, секогаш за се, ама за секи ти прости, оди терај. На тој начин, се повеќе и повеќе се опушташ и наоѓаш комфорт во гревот. Тој е автор на гревот, па сака ти да си корисник на гревот, за после да дојде и како автор на гревот да ги побара своите авторски права. Исто така, некогаш може да сте во позиција да вршите само ослободување од демони. Тоа сме го работеле порано многу често и имавме обуки, многу од вас кои што сте од порано, знаете како да правите само ослободување од демони во име на Господ Исус Христос, а и сите останати ве охрабрувам на таков начин да ја применувате верата во Бога. Опишано е сето тоа во книгата Ослободување, која што Симона на крајот може да ви ја прикаже како практичен прирачник што би требало да се практикува доколку сакате да превземете нешто добро во вашиот живот, да се ослободите од тие состојби. Може да се случи додека сте во само ослободување од демони, или пак да ослободуваш некој друг човек од демони во име на Исус, да заповедуваш едно, друго, трето, наеднаш демоните да проговорат и да почнат да раскажуваат кога и како одреден демон го нападнал човекот. Ти не треба да му веруваш никако на тој демон што зборува, бидејќи може да те подведе. Зошто? Бидејќи некогаш тоа значи повеќе од 2 часа служење, оттргнување од вниманието од Христос, да се сведе вниманието на демоните и наместо да го слушаш Светиот Дух, ти започнуваш да ги слушаш приказните на демоните, што те наведува да се чувствуваш во даден момент дека имаш контрола врз нив, превласт. Нели, ме слушаат, они се ги покорени се и они сега мора да си признаат, јас сум полицаецот. И тоа се случува во даден момент, а всушност те подведуваат
те слабеат во духовната сила и те ставаат во позиција да не го слушаш Божиот глас, Светиот Дух, туку да ги слушаш нив. Ова ви го кажувам од практика. Ден денеска има служители што прават ослободување од демони и испитуваат, признај демону кога влезе во човекот. И демонот 1900 и таа влегов преку баба и е проколна, влегов ова и ова и ова. Океј. Но дали е релевантен изворот на информации? Се разбира. А многу често таквите интервјуа со ѓаволот или демоните знаат да траат и дури да има големи сензации. Големи, сите се чудат, леле, демони тука зборуваат. Дали тоа е слава на Исус? Фокусот се става во сензацијата, во она што е чудното, надприродното. И на тој начин и служителите и демоните не се свесни, демоните се свесни, да, служителите не се свесни, дека наеднаш ѓаволот ја краде славата за себе, централно внимание зема театарската представа на демоните, а не преславното евангелие кое што се издигнува со помош на Светиот Дух и со славење на Исусовото име. Имав тим за ослободување од демони претходно во стариот центар каде што работевме. Кога бркавме демони од луѓето, имаше еден случај кога навистина демонот зборуваше низ неизе, се закануваше: Константин, ќе те утепам, ќе те убијам, ти што ја тераш Библија да чита, ти што тераш да се моли, ќе видиш ти што ќе ти направам. И јас не обрнувам внимание, си продолжувам со заповед во името на Исус. И нормално крештеше демонот. Жената не е хипнотизирана, не е свесна што се случува, но незината душа и личност е потисната. Контролата врз незината волја ја превзема демонот. И тоа крешти, вреска. Телото е покорено. Тогаш правеше движења неконтролирани, уринираше во салата, значи изфрлаше пена, се обидуваше сама да се гризе или да гризне некој од служителите кои што се обидуваат да ја држат, бидејќи автодеструктивен процес имаше. И во еден момент молчеше, замолчи, сите мислеа дека заминал нечистиот дух. Во еден момент се сврти кон еден од тие што беа дел од мојот тим, со кого нели бркавме од демоните, се сврте, го погледна и му рече: Јас знам ти што правиш на вечер кога си сам. Сакаш да раскажам пред сите што правиш ти срамни работи? Се знаеме. Ќе видиш што ќе ти направам, ќе те посрамотам. Човекот, кој што веќе не е во таа служба, далеку е од таа служба, живее на некој друг крај од светот, не знам никаде, се сепна, се исплаши, се зацрвени во образите, се покори. Јас нема силата, не знаеше збор да каже што да прави. Јас му викам: продолжи. Не знаеше како да продолжи, бидејќи беше како разоткрие. Не значи дека они точно ја кажале вистината. Они некогаш нагаѓаат дали е тоа така или не, ама ти ќе се фатиш на тоа ако не си спремен. Го тргнав кога видов дека готово е он неспособен во моментот, го тргнав. Продолжи. Со слични провокации действуваше и кон една друга, што беше во тимот, и кон една трета што имаше страв за својот син. И према сите од нив се закани. Ден денеска, еве, толку време помина, ниту еден од тие што беа во тимот не се во служба за ослободување од демони, ама не се ни во црква. Бидејќи ѓаволот и демоните не поднесуваат оперативни христијани, ги бараат слабите точки на верниците и одат по нив во совеста им влијаат. Целта е да ги парализираат, да ги онеспособат да не се функционални агенти на Бога. Затоа мора да знаете, кога одите по овој пат, стварно да донесете одлука дека нема да скршнувате. Дури и да сгрешите, Бог ќе ви помогне во слабоста и ќе надминете грешката, но мора да знаете со кого действувате и како действувате, бидејќи не може да се бориш против некого што дел од него имаш во твојот ум или во твоето срце или во твоето тело. Ова сакав да ви го кажам затоа што многу често се случува некои да имаат како надмоќ врз демоните кога заповедуваат. И многу луѓе ке коментираат: силно помазание,
леле, што се случи и така натаму. Меѓутоа, треба да внимавате, бидејќи ако сте отворени за гласот на демоните, вие рано или касно ќе бидете се поотворени во умот да ги прифаќате нивните сугестии, нивните лаги, нивното семе, и потоа како служител те прават ранлив, податлив на нивното влијание. И затоа многу од нив потоа имаат проблеми. Затоа кога служите на други луѓе во ослободување од демони, треба да барате Светиот Дух да ви разоткрива кој дух или кој демон оперира во личноста на која што служите. Целата зависност треба да ви од Светиот Дух. Тој дава и дарови. Еден од тие дарови е дар на знаење. Во моментот кога служите се активира тој дар и самиот Свети Дух ви открива на вашиот дух дека, да речеме, станува збор за духот на Лилит, пример, или духот на Језавела, или дух некој друг на Мамон, или различни други. Тогаш директно маваш во името на Исус со духовно оружје, заповедуваш да заминат и тие заминуваат. После човекот кога ќе замине од таква служба, сам треба да е свесен што прави со себе. Бидејќи не си одиш ти со него, не си му тутор, единствено што треба да го насочиш е да се сврти кон Господа, да го разбере Божјото свето писмо, да го прима во себе, да го почне да го разбира Божјиот карактер и Божјата волја. Едноставно, сета празнина која што се случи од сиот товар што се оттргна од него, таа дупка да биде пополнета не со човечки емоции, не со човечки животни искуства, туку да се пополни со Божјо Слово и со Божјото присуство. Најубаво е после ослободување тој човек, ако не е спасен, да се сврти кон Христос и да го прими Христос за свој Господ и Спасител, за да биде запечатен со Светиот Дух за денот на избавувањето. Тоа значи дека повеќе нема да биде обседнат, бидејќи неговиот дух не може да биде обседнат, но не се исклучува ситуацијата да биде угнетуван во душата, односно умот и телото. Не обседнат, туку угнетуван. Има разлика. Обседнат е кога ја превзема волјата твоја и контролата ја превзема и на твоите мисли, на чувства и на начин на живот. Тука си, а не си тука, во очите се познава друг човек, односно друго битие. Додека угнетен, значи да си под притисок, да имаш тежина врз себе си, знаеш, свесен си се што се случува, но си под угнетување и туѓо влијание што не ти овозможува духовна слобода, здравје и така натаму. Ова значи дека треба да сте на готовс да пуштите корен во Божјото Слово, бидејќи има разни луѓе кои што проповедаат друго евангелие, друг Исус, и затоа Павле вели во 2 Коринќани 11 глава 3 и 4 стих. Но се плашам, како што змијата ја измами Ева со своето лукавство, така и вашите мисли да не се одвратат од простодушноста и од чистата верност во Христа. Зашто ако некој дојде да ви проповеда друг Исус, кого ние не го проповедавме, или ако примате друг дух, кого не го примивте, или друго евангелие кое не сте го примиле, вие сепак бисте го трпеле тоа. Ова е стравот на Павле. Дека верниците во Коринската црква можат да трпат и да толерираат нешто што не треба да се толерира. И затоа вели, ако некој дојде да ви кажува друг Исус, што не го проповедавме, или друг дух што не го примивте, или друго евангелие, вие сепак бисте го трпеле тоа. Затоа Павле се плаши, како што змијата ја измами Ева со своето лукавство, така вашите мисли да не се одвратат од простодушноста и од чистата верност во Христа. Денес има многу што се декларираат за апостоли, пророци и луѓе кои што се речити, има дух на наметнување, дух на лага која што ја наметнуваат како вистина и некогаш може да ве убедат дека дури душата ваша може да се спаси после смртта. Но тоа не е според Божјото Слово и ако го вие тоа го прифатите за вистина, без да проверите од Светото Писмо, потоа може да ве оттргнат од црквата и да свесно или несвесно да свртите грб на Бога.
И такви многу ги има, но одговорноста е ваша, што гледате, што слушате, како проценувате и со кој ум се водите. Сепак, вашата волја е ваш избор. Господ нема да оди против вашата волја. Вие мора да се позиционирате во состојба Господ да действува низ вас и да се неговата сила да се пројави во процесот на избавување кога имате ваква проблематика. Под број 2, запишете си, вие треба да се спротивставите на ѓаволот. Пастор Николче тоа го спомна во обраќањето, меѓутоа еве вака. Некои луѓе не се противат. Не се противат. Едноставно летаргија имаат. Чекаат некој друг тоа да го направи, бидејќи прво не се уверени дека Бог е со нив и не се уверени дека имаат добра релација со Бога и затоа не ги спроведуваат Божјите укази, кои што Исус меѓу другото ни ги кажа. Што каже Исус во Лука 10 глава 19 и 20 стих? Ете ви давам власт да газите на змии и на скорпии и над секоја непријателска сила и ништо нема да ви напакости. Но не радувајте се на тоа дека духовите ви се покоруваат, вели Исус, туку радувајте се дека вашите имиња се запишани на небесата. Амин. Така да, тоа што ви се случува, она што го поминувате, не ви се случува само на вас. Ова треба да го знаете. Меѓутоа, што и да се случува, вие во името на Исус треба да станете и да се спротивставите на таа битка или на тој ивент кој што не ви носи плодоносност. Затоа е важно да сте свесни кој е вашиот непријател, каква му е целта, да застанете со вистински став против него. Прво Петрово 5 глава 7 и 9 стих вели: се што ве вознемирува, препуштете му го нему, тој се грижи за вас. И сега пазете, ова е јасно и гласно. Дали е тоа проблем во бракот, дали е проблем со работа, со дете, со едно, со друго, указот е се што ве вознемирува, препуштете му го нему, тој се грижи за вас. Веднаш продолжува. Бидете трезвени и постојано на штрек со извичник. Внимавајте, извичник. Вашиот непријател ѓаволот, како разјарен лав, обиколува и си бара жртва за растргнување. И сега вика: спротивете му се без да се колебате во верата. Вие знаете дека христијаните во целиот свет минуваат низ истите страдања. Јасен указ има. Прво, не се грижи. Што и да се те вознемирува, преде го на Бога, бидејќи тој се грижи за тебе. Грешката е, ако се грижиш и не му ја предаваш грижата на Бога, не дозволуваш Бог да се погрижи за тебе. Кога грижата ти стои, духовно слабееш, подложен си на напади. Овдека ти вели: биди трезвен и постојано на штрек, внимавајте. И потоа објаснува: вашиот непријател ѓаволот, како разјарен лав, обиколува, кружи, си бара жртва за што? За растргнување, вели. Да ти го растргне срцето, душата, животот, хаос да ти го направи. Но тука вели: спротивете му се, без да се колебате во верата. Што е колебањето во верата? Не знам дали можам, што знам да не сгрешам. Ами ако сгрешам, па тука лавови излеза да ме лапаат, да ме гризат. А ако блујам, демони да не отидат, да не скокнат у моите деца. Разбирате, така се размислува. Но овдека вели: без да се колебате во верата. И вели: вие знаете дека христијаните во целиот свет минат низ истите страдања. Значи ти како верник треба да си свесен дека не си само ти мета. Многу често егото ви расте несвесно, дури кога страдате. Мене како шо ми е, на никој не му е. И толку. И ти више си се декларираш со етикетата тежок случај за решавање. А не е така. Твоите емоции те преплавуваат, твоите прецепции се како да си најтешка состојба, не си. И доаѓаат луѓе кога ми се обраќаат: нашиот случај не си видел ваков најтежок на свете. И сега од кај да почнам да објаснувам што се сум видел? Не може да се објасни. Едноставно, ѓаволот кога почнува да ги напаѓа, ги прави да се чувствуваат беспомошни и она што нив им се случува, на никого дека не му се случува. Така ги убедува. И ја потоа знам дека се веќе инфицирани. Но указот е да се спротиставиш. Не можам бре јас да се спротиставам. Пасторе, навечер ова и ова ми прави, ме посетува, ме гуши, ме силова. И вика: ми шо му направи? Ми ништо. Еми, не станали, не фрлили орган, не му лечи во името на Исус, бегај од тука. Не.
Зошто? Ми не знам. Зошто не знаеш? Затоа е важно Светото Писмо да ни биде постојана храна за нашата душа и за нашиот дух. Со тоа да го исполнуваме умот, не со 911 пожарни служби таму на сител што ги даваат навечер пред спиење. Не со турски серии или со квизови погоди, а кутијата каде е се или нешто или ништо. Не со такви работи да заспивате. Заспивајте со Свето Писмо. Прочитай бре една страница, нема да те касне. Прочитай една страница, вестници читаш, фейсбуци дремеш читаш, не знаеш Свето Писмо да отвориш да читаш. Ако сакаш на телефон, инсталирај го на телефон, читај го електронски, ако ти е мерак да си модерен. Ама фати прочитай една страна, една, тоа е слово што го засејуваш во тебе. Додека ти спиеш, тоа се впива, се всадува и никнува. Може ти не го осеќаш тоа, но го обогатуваш твојот ум со Божјото Слово, за да биде плодно, да донесе плод во твоето размислување, во твојата перцепција. Во Марко, Евангелие по Марко, Исус вели во 16 глава, 17 и 18 стих, а овие знаци ќе ги придружуваат оние кои поверувале во Мое име, ќе истеруваат зли духови. Што кажа Исус? Дали овде вика оние кои што се пастори, епископи, за нив ли важи? Овие знаци ќе ги придружуваат оние кои поверувале. Ти, јас, сите што поверувавме во Исус, има знаци. Во Мое име ќе истеруваат зли духови, вели. Еден од знаците. Друг, ќе зборуваат нови јазици. Трет, ќе фаќаат змии. Четврто, ако испијат и нешто смртоносно, нема да им напакост. Нареден, ќе полагаат раце на болни и тие ќе оздравуваат. Сега, исто така да заокружиме, многу луѓе мислат дека ако му се заканат на ѓаволот, дека тој одма ќе избега од нив, ама не е така, бидејќи вие не сте господар на ѓаволот, туку Господ. Господ Саваот, Господ Семокиниот е господар и над него. Затоа со свој зборови што и да кажете, ѓаволот нема да го направи. Туку треба да го изречете она што Бог го вели во името на Господ Исус Христос и тогаш ѓаволот ќе се оттргне. Пример, имавме еден случај каде што верник му кажувам како да се спротивстави на ѓаволот и кога го нападнал, и он му рекол: "Бегај од мене, бе, бегај! Бегај! Ајде отстапи од мене, остави ме на мира и мене и децата сите на нос стоиш. Немаш тука место. Ајде иш!" И викам, а во името на Исус кажа: "Не." И викам, те остави на мир? Не. Викам, прво, а зборовите иш, дали ги прочете во Светото Писмо? Не. Па викам, требаше библиски да користиш зборови. Божјите зборови треба да ги изустуваш, а не твоја верзија на тие зборови иш. Нема такво нешто. Значи, треба да се изрече она што е Божјо Слово, бидејќи знаете дека Божјото Слово е меч. Меч што пробива до разделување на коските, мускулите, до длабочините. Така да со тоа Божјо Слово се расекуваат сатанските стратегии, ѓаволските обиди за да ве угнетат и не го делите вашето мислење со ѓаволот, туку она што Божјото Слово го говори Господ во Светото Писмо, го изнесувате, меѓутоа вашиот ум тоа треба веќе да го знае. Не можеш ти извади Библијата, па најди го стихот и чекај да прочитам, Псалм 91, каде беше? И ѓаволот да чека. Не се случува така. Не се случува такво нешто. Затоа треба да го посадите во умот ваш Божјото Слово, за да можете потоа да ви биде најмоćно Божјо оружје против ѓаволските чувства, стратегии, негативни мисли, стравови, фобии, паники, против околностите што ги доживувате како притисок и така натаму. Ова значи дека ние треба да постапуваме како што Исус постапуваше кога беше искушуван од ѓаволот во Евангелие по Лука, можеме да прочитаме 4 глава, 3 до 13 стих. Тогаш ѓаволот му рече: "Ако си ти навистина Божиот син, нареди им на камењава да се претворат во лебови." Но Исус му одговори: "Светото Писмо вели", значи Исус цитира, "Светото Писмо вели, човек не живее само од леб." Тогаш ѓаволот го крена на високо место и за миг му ги покажа сите царства на земјата, па му рече: "Ке ти дадам власт над сите нив и сиот нивни раскош, зашто тие мене ми се дадени и јас можам да ги давам кому што сакам. Значи се во ова ќе ти припадне тебе ако ми се поклониш." Исус му одговори:
Светото писмо вели, поклонувај му се на Господ твојот Бог и само нему служи му. Потоа ѓаволот го одведе во Ерусалим, го постави на врвот од Божиот храм и му рече: Ако си ти Божиот син, фрли се долу, зашто во Светото писмо пишува: Бог им заповеда на своите ангели да те чуваат и дека тие ќе те понесат на своите дланки, за да не си ја сопнеш ногата на камен. Исус му одговори: Но го пишувај следново: Не искушувај го Господ својот Бог. Истрпувајќи ги сите можни искушенија, ѓаволот го остави, очекувајќи друг погоден момент. Значи, ѓаволот не се откажува, остапува, но пак ќе се обиде. И затоа кога го имате Светото писмо, односно Божите зборови во вас, се спротивставувате. Пишано е, пример ти вели: ќе умреш. И ти што викаш: Леле, кога? Така ли се обраќаш? Не, ти што му велиш? Пишано е: Нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги објавувам Божите дела во името на Господ Исус Христос. Го цитираш Словото. Светиот Дух е тој кој што не учи и не поттикнува да се потпираме на Бога и да сме верни, да сме лојални на Господа. Но ние тоа треба да го дозволиме и во таква позиција можеме да одиме победнички напред. Ке заокружам со Јаков 4 глава 5 до 10 стих. Вели: Зарем мислите дека писмото попусто кажува дека Духот што Бог го поставил да живее во нас, до ревност копне за нашата верност према Него? Сушност Бог е многу поблагонаклонет спрема нас, како што и кажува Светото писмо: Бог им се противставува на гордите, но спрема скромните благонаклонет. Затоа, дозволете Бог да ве води. Противставете му се на ѓаволот, па тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бог и тој ќе се приближи кон вас. Грешните луѓе нека си ги измијат рацете, лицемерните нека си ги пречистат срцата, нека жалат, нека тагуваат и нека плачат. Наместо да се смеат, нека тагуваат, наместо да се радуваат, нека жалат. Бидете понизни пред Господ и тој ќе ве воздигне. Указот е навистина да дозволиме Бог да не води. Бидејќи кога Бог не води, можеме да се спротивставиме на ѓаволот. Ама кога Бог не води, туку се водиме по собствените мисли, филозофии и навики, тогаш се водиме по собствената похота. И тогаш сме подложни да ги исполнуваме оние искушенија кои што се поставени како похота на очите, похота на телото и гордоста на животот. Разбирате ли, кога вие сте похотни, вие немате можност да имате духовна сила и да се спротивставите на ѓаволот, бидејќи он инфицира со тие похоти. Но ако дозволите Бог да ве води и ако сте осознали за грешноста, тогаш свртете се кон Господа. Приближете се кон Бог, велике, и тој ќе се приближи кон вас. Грешните да си ги измијат раците, лицемерните да ги чистат срцата, вели нека жалат, нека тагуваат, не затоа што Господ сака жалби таги, него сака да укаже на тоа да не сте весели, радосни во своеволие, туку да дојдете во состојба, наместо да се радувате, да жалите за да станете понизни пред Господ и тој да ве воздигне. Значи, ако сакаме да сме инструменти во Божите раце, тоа не значи да сме високомерни, туку да бидеме понизни. Исус ни го покажа тој пример, кога тој Господ, кој што дојде во тело, се понизи, ги изми стапалата на своите ученици и нас ни даде пример. Кој сака да биде прв, последен. Последните ќе бидат први. Понизноста секогаш ве става во добра позиција и да ја примате Божјата благодат, и да имате водство од Бога, и да имате духовна сила да се спротивставите на непријателот, и да имате водство и указ од Светиот Дух. Високомерието, затапената совест, самодоволноста, самобендисаноста, самоправедноста, осудувањето, зависта, тоа значи дека веќе едната нога ви е кај ѓаволот, а другата кај Бога. Затоа треба да преиспитате според Светото писмо кое што нас јасно ни укажува докаде сме. Бидејќи ако не го читаш и си кажеш си знам, веќе си горд. И јас го имам читано, ама го препрочитувам нон-стоп и секогаш имам ново откровение од Бога. И секогаш тоа ме облагородува, ме благословува. Ми открива нешто повеќе Господ. И никогаш не е доволно. Затоа што
колку повеќе го читаш, дури повеќе се развива во тебе, копнеш за Бога. И затоа вечерва заклучокот не е непријателот колку е опасен, туку колку е неопходно Светото Писмо да го имаме и во нашиот ум и во нашето срце. Да зависиме од Бога, бидејќи само со зависна од Бога, со силата од Светиот Дух и Писмото Божјо, во Христос сме повеќе од победници. Секое магиско дејство сега отстапува од нејно срце. Во името на Исуса Христа, целосно е разрешувано од секое проклетство. Објавувам дека со раните Исусови совршено исцеление и секоја нечиста сила нека отстапи од умот и од секоја лага. Лахмаха. Ти што и наметнуваше да биде ранлива и податлива, замени од незе во името на Исуса Христа и не се враќа повеќе. Дух на тежина, дух на автоимуно заболување, дух на лупус, напуште со се корен во името на Господ Исус Христос. Во името на Јешуа. Надвор. Излегувај дух на вештарство, ти што и наметно постојано да биде жртва на магиски дејства, во името на Исус да наведе леснотија. И сиот товар сега нека замени во името на Јешуа. Ти што лажеш дека ќе се случи инфаркт или мозочен удар, ти што го гушиш со топка и со тежина, напуште се се корен во името на Господ Исус Христос. Бешем Јешуа да најстремено Сатан, лисам пора махта кандуре неши. Дух не завоја. Назов се корен во името на Исус и не се враќа во него. И што го лажеш дека ќе му отече пак црниот роб, отстапи се корен во името на Исус Христос и не се враќа во него. Отстапи од нејзе во името на Исус Христос и не се враќа во него. Се во нејзе нека биде допрено од Божјата благодат и помазание и во овој миг целосно совршено исцеление. Урава си пара мохта контура лес. Дух на потиснатост, дух на незадоволство, дух на агонија во името на Исус Христос. Напушти се корен и не се враќа во него. Бешем Јешуа да најстремено Сатан. Излези со се корен и не се враќа повеќе. Бешем Јешуа да најстремено Сатан. Името на Господ Исус Христос. Отстапи од нејзе и не се враќа. Ти што наметнуваш да се само критикува, само да посака да не ни жива. Прими ослободување и исцелување на себе во името на Исуса Христа. Долго време со животот се соочив, она што не знаев дека ќе го доживеам, со многу проклетства, клетви и магиски дејства. Долго време тоа го знаев, но немав на кого да го кажам, мислев дека самата ќе можам. И дојдов во една ситуација на сомнеш, и прошлиот пат, а почнав да плачам кога беше проповедта, и на самиот пастор само му спомнав 2 зборна, и веднаш тој знаеше каде се чуваат проклетствата и ги збрка. После неколку дена пак имав некој чувство, и храбро влегов во молитва, и веќе видов, ги намразив сите магиски проклетства и само една книга како сведојство. Фала му на Бога и на оваа жива црква, што пасторот не учи да добиваме сила и храброст дека тој е поголем победник од она што го имаме позади. Целата слава му припаѓа само на Господ. Фала му исто. Сакам да посведочам за исцелувањето кој што го примив на претходната богослужба. Значи, на почетокот кога почнав да доаѓам во црквата, имав многу панични напади, стравови. Меѓутоа со тек на време сето тоа помина и веќе со години го немав тоа воопшто. И пред месец дена почна пак да ме навраќа некој страв, панични напади да ми се појавуваат и почнав дури да чувствам како може се толку е со верата, панични напади да имам, да се плашам, да имам тој дух на страв. И кога пасторот, кога застанав да се помоли, значи еве веќе цела недела сум исцелена. Не, слава на Бога. Значи ниту страв, ниту панични напади. Имав така симптоми дека ќе ми се случи нешто таков, некој напад, меѓутоа слава на Бога замина.